Кралскиот замок во Варшава има две слики од украинскиот музеј Каненко, приложени како ремек дела од Киев. Ова се само дел од колекцијата што музеот ја испрати во Полска на чување за време на војната. Некои од нив потекнуваат од италијанската ренесанса, Фиренца и Сиена. Дел од нив навистина се ремек дела. Кралскиот замок има 38 уметнички дела од Киевскиот музеј Каненко, официјално познат како Националниот музеј на уметностите Богдан и Варвара Каненко. Коли почалася війна, я думаю, що Кога започна војната, мислам дека Кралскиот замок беше еден од првите што ни напиша писмо за поддршка и понуда за помош. Овие дела ќе бидат побезбедни овде, бидејќи за жал нема безбедно место во Украина. Заканите за колекцијата стана очигледни во октомври минатата година кога руска ракета падна во близина на музеот. у нас були вибиті абсолютно всі... Сите прозорци напред беа исфрлени. Одбрано од експлозија паднаа стаклени делови од покривот. Оштетени се и рамки и некои врати. Оштетениот музеј историска зграда е ќе бара внимателна реставрација. УНЕСКО вели дека стотици културни објекти во Украина се во слична ситуација повеќе од една година од војната. Вкупниот број на оштетени локации во Украина поради војната од почетокот во февруари 2022 година е 262. Од овие 262 локации има 24 музеи кои се деломно или целосно оштетени. Во музеот Каненко работниците ја одстранија колекцијата и ја дадоа на чување веднаш по почетокот на војната. Внатре ѕидовите се празни. Но музеот се уште бара можности да ги покаже своите ремек дела на светот, иако изложбите се невозможни во Украина. Не тримати ці роботи, звісно, просто... Не сакаме само да ги скриеме, туку ја искористивме можноста да покажеме дека тие дела не ги напуштиле збирките на музеот. Ова е нашата културна дипломатија. Затоа дел од колекцијата на музеот е изложена во Вилнус, Литванија, а античките икони се наоѓаат во Лувр во Париз. Изложбата во Кралскиот замок на преостанатите уметнички дела на Каненко се подготвува сега со помош на вработените од музеот во Киев. Предложив организирање на кратки престои на луѓето од музеот Каненко во замокот. Да се подготват монографии на предмети и исто така да учествуваат во реновирање. Изложбата во Варшавскиот кралски замок ќе биде отворена во 2024 година. Сите ремек дела од музеот Каненко ќе бидат во Полска најмалку 2 години.